Енергетската ефикасност и обновливата енергија често пати се сметаат за столбови на одржливата енергија. Обновливите извори на енергија имаат предност да емитуваат помалку јаглерод диоксид и ја намалуваат зависноста од фосилните горива. Третманот, загревањето и филтрацијата на отпадните масла и масти од растително потекло подразбираат искористување на енергија. За еден ден планетата Земја абсорбира доволно сончева енергија која ако се употреби е доволна суровина за целиот свет за една година. 2020 година и 2021 направивме две последователни инвестиции во зелена енергија. Во 2020 година тоа беше еден систем, термодинамички систем, кој што работи врз база на соларна енергија и загреана вода за загревање на маслото. И за тој систем исто така досега ни донесе доста позитивни ефекти. Меѓутоа оваа година направивме еден чекор понатаму, инсталиравме целосно на нашите кровови, значи соларна фотоволтаична централа, која што ќе ни помогне многу во ефикасноста на нашата компанија, особено и поради тоа што се случува моментално и со енергетските цени на светските пазари и кај нас, а секако и од аспект на заштита на животната средина, бидејќи оваа соларна централа ќе ни овозможи да користиме зелена енергија ние како компанија, а вишоците да се предаваат во мрежата, во електродистрибутивната мрежа. На тој начин многу ја зголемуваме нашата ефикасност, односно нашето искористување на зелена енергија и намалување на искористување на електрична енергија која што е произведена од фосилни горива и која што е штетна за животната средина. Така да со овој проект сме доста горди, веќе ја добивме лиценцата од регулаторна комисија и централата е веќе во функција. Кога решивме да инвестираме и да ја изведеме соларната централа, не беше криза, значи цените беа многу ниски, меѓутоа сепак тоа го направивме бидејќи навистина веруваме во иднината на зелена енергија. Тоа што се случи не е добро за никого, меѓутоа за нас ќе успееме да ублажиме некои од шоковите кои што се случуваат поради покачените цени на електрична енергија. За приватниот сектор е најлесно да добие поддршка, бидејќи приватниот сектор самиот изнаоѓа начини како да ги искористи своите деловни капацитети за да ја подобри својата дејност, да ја прошири својата дејност, да влезе во нова дејност. Значи приватниот сектор е тој кој што најлесно може да се поттикне и приватниот сектор никогаш не бара поддршка од типот на директна финансиска или не знам или други видови поддршка. Приватниот сектор бара олеснување за да може да функционира, значи побрзи процедури, поедноставни процедури за да може тоа што е замислено стратешки да се оствари, а тоа секако како што говориме во нашиот случај и во случај на други дејности, веднаш се прелева во позитивни ефекти и во економијата и во самото општество. Значи, накратко би кажал само дека приватниот сектор бара олеснување, не прескокнување, него олеснување на процедурите и системски решенија кои што ќе го поттикнат да размислува како да ги прошири своите дејности, како да ги искористи своите деловни капацитети покреативно, за да воспостави некој модел од кој што сите ќе имаат бенефит. Бидејќи овие проекти поминаа успешно, имаме еден проект кој што се уште е во фаза на истражување за потенцијално добивање на енергија од пластичен отпад. Тоа е еден проект кој што го истражуваме. Секако тука ние проектот кој што го најавивме и веќе отпочнавме први чекори за мини пречистителна станица за нашите отпадни води. И тука е и рециклира и донира, каде што веќе неколку години планираме, меѓутоа еве и малку и пандемијата не успори да пробаме со еден централизиран систем, односно пилот проект со собирно место, односно контейнер, каде што би се предавало маслото на фреквентно место, па да пробаме и на тој начин да го искомбинираме заедно со овие садови кои што директно ги доставуваме, да видиме како и тоа би се одвивало. Технологиите за обновливи извори на енергија се суштински за одржливата енергија, бидејќи тие придонесуваат за светската енергетска безбедност и ја намалуваат зависноста од изворите на фосилни горива, со што се намалуваат емисиите на стакленички гасови. Свесноста за загадувањето е подигната, но се уште има простор за промени. Иднината на нашата планета е целосно во нашите раце.